Почитувани, СДСМ и владата, предводена од оваа партија, продолжуваат со концептот на демонтирање на здравствениот систем. Наместо анализа на новонастанатата состојба во здравството со корона епидемијата, наместо утврдување на потребите и приоритетите на здравствениот систем, деновиве СДСМ е во криминален поход за реализација на проект кој секоја година го најавуваат, а тоа е нов клинички центар. Зајакнувањето на капацитетите на здравствениот систем е приоритет за сите. Тоа зајакнување не треба да се изведе со нетранспарентен процес и законот само 9 и неколку членови, кој не обезбедува никакви детали за тоа што ќе се добие на крајот од проектот. Прво, треба да е јасно дека за вредност од 500 до 700 милиони евра денес ќе дебатиравме за потребата за втор клинички центар и сето тоа ќе беше доколку не го прекинеа проектот Клинички центар Мајка Тереза. Второ, предлагаат закон за клинички, а ги немаат решено имотно-правните односи на самото земјиште. Не им е отпочната постапката за експроприација, немаат анализа за потребата од централизација или пак децентрализација на здравствениот систем настаната од корона епидемијата. Немаат проект, немаат испитувања за геомеханиката на земјиштето, ниту за евентуални археолошки наоѓалишта. Трето, градбата на нов клинички центар, вака како што тие го замислуваат и сакаат да го протуркаат, представува извор на корупција. Овој предлог е само една работна верзија на закон. Овој предлог, наместо да обезбеди одбирање на најдобрата компанија, стимулира некаква заедница на компании. Четврто, самата јавна набавка, како што ја опишуваат во овој така наречен предлог закон за реализација на проект Нов клинички центар е спорна. Ова е работна верзија на закон, со оваа работна верзија се елиминира конкуренцијата, не се добива најдобриот понудувач, туку се стимулира можноста за фиктивни понуди, дури постои и однапред можност за однапред договорена фиктивни понуди. Пето, како заклучок, може да се каже дека ова е само еден проект на популизам кој што се случува пред избори. Наследија готов проект од ВМРО ДПМН и наместо да го продолжат и да го реализираат, тие го поништија. Овој проект кој тие го ставија настрана требаше да биде досега реализиран и денеска ќе имавме уште една инфраструктурна единица на располагање во борба со корона епидемијата. Од тука, ВМРО ДПМН ваков законски текст не поддржува. Ваква плячка на народните пари нема да дозволи и вакво лажење на граѓаните ВМРО ДПМН нема да дозволи. Ви благодарам на вниманието.